Почитувани, добро утро, добре дојавте во студио 10 на телевизија 24 и воедно добре дојавте во почетокот на изборната сезона на телевизија 24 во пресред на локалните избори. Ние почнуваме една серија на дебати посветени на локалните избори каде што ќе учествуваат кандидатите за градоначалници од целата земја. Во оваа дебата почнуваме со општината Крива Паланка. Таму се надпреваруваат две партии предводени од актуелниот градоначалник Сашко Митовски од СДСМ, како и Оливер Алексовски, кој е кандидат за градоначалник на Крива Паланка од редовите на ВМРО ДПМН. Тука не се двајцата кандидати, двајцата ја прифатија поканата за учество во емисијата. Така да, добре дојавте во студио 10, добре дојавте во 24 и добро е што имате чест да ја почнете првата емисија посветена на локалните избори. Добро утро, Добро утро и поздрав до вашите гледачи и до сите кривопаланчани. Да, во кратко едно објаснување кусо и за гледачите какви ќе бидат правилата на дебатата. Значи, секое прашање на секое прашање ќе може да се одговори во рок од 2 минути, секој ќе има право 2 минути да даде одговор, образложување на прашањето, потоа неговиот против кандидат ќе има право на реплика, а потоа тој на кого е наменета репликата има право и на контрареплика од 1 минута. Кога тој циклус ќе заврши, продолжуваме со следното прашање. Сите прашања ќе бидат одбележани со тајмер, така да сите ќе имаат рамноправно време да се искажат и да одговорат. Ќе се обидеме во дебатата да одговориме на сите прашања кои се посветени на општината Крива Паланка, на се оно што е важно за граѓаните, се разбира, и крајната цел, мислам дека на сите заедно ние граѓаните да добијат подобар и подостоинствен живот. Почнуваме со Сашко Митовски, актуелен градоначалник и воедно и кандидат повторно за градоначалник за реизбор за општината. Господине Митовски, ја гледаме вашата програма. Во програмата за реизбор велите дека градот мора да проложи со трансформација. Која е вашата јасна визија за Крива Паланка до 2030 година и како ќе го измерите успехот? Добро утро уште еднаш. Навистина, огромна чест во одреден временски период да се добие можноста да им се служи на своите сограѓани, а преку сето тоа, навистина, и градот секојдневно да се разобувава. Сметам дека во изминативе 4 години општина Крива Паланка по сите параметри стана навистина позитивен пример во државата како може едно мало неразвиено градче во само релативен краток временски период по сите основи, во сите области навистина да доживее свој инфраструктурен подем и развој во културата, во спортот, во социјалата и буквално во секоја една област. И денеска сме сведоци на позитивен пример на градче кое што навистина прерасна во државата, нешто кое што имав можност сега при доаѓањето да го видам Скопје, навистина како е претворено во една голема депонија. Во следниот период, она што можам сигурно да го гарантирам, врз основа на целокупното мое стекнато знаење во мандатот кој што беше позади мене, по сето она што е како известност дека ќе се случи во самиот период, а преточено во самата изборна програма која што е буквално јасен план за развојот на градот во следните 4 години, можам да гарантирам дека општина Крива Паланка може да биде уште повеќе, уште подобро место за живење од тоа што е денеска. Ние го започнавме тој пат и сметам дека патот на прогрес не смее да застане тука, туку напротив, со целокупното мое знаење кое што го имам, а кое што во моментов е една сериозна и солидна предност пред било која одлука на 19 октомври, сметам дека и со самата поддршка која што ќе ми ја дадат кривопаланчани, дека ќе биде дополнителен мотив, дополнителна обврска за мене во следниот период навистина Крива Паланка да прерасне во едно место кое што ќе биде посакувано место за живење, а во исто време и моите кривопаланчани да бидат уште повеќе горди на сопствениот град од тоа што се денеска. Да, благодарам. Господине Алексовски, вашата програма најавува нов концепт на градот за просперитет на Крива Паланка. Што конкретно значи тоа? Какви проекти, какви приоритети
и како вие би се разликувале од актуелниот градоначалник? Да, благодарам. Би искористил можноста да посакам добро утро на сите, и на нашите кривопаланчани да им посакам добро утро, за благодарност за вниманието што ќе го одвојат да не следат. Точно, ние кога велиме дека имаме нов концепт за Крива Паланка, мислиме на програма која е изготвена врз основа на начела на партиципативност и одговорност. За разлика од досегашните настапи во локалните избори, ние како партија се потрудивме во избранатиот период да направиме повеќе средби, директни средби со граѓаните, преку јавни анкети, преку јавни собери, директни контакти со непосредни во местни заедници, во куќи, со поединеци, со лица, и при тоа ги собравме сите проблеми кои ги тиштат граѓаните. Тие проблеми на наши изненадување испаднаа многу големи проблеми кои се секојдневни на секој граѓанин. Сумирајќи ги, анализирајќи ги, издвоивме неколку приоритети кои секако мора да се реагира што во најкрус можен временски период, за да веќе се створат нормални услови за функционирање на градот. Секако, она што ни изненади за жал во 2021 година е дека граѓаните реагираат на недобра инфраструктура. Факт е дека централното градско подрачје е уредено, меѓутоа само малку ако скршите лево или десно по сите улички, по сите локални патишта ќе видиме дека тие се руинирани, тие се уништени со години и не се возобновени, а луѓето екзистираат од тие места. Точно е дека селава се поднапуштени, ама се поднапуштени со тоа што граѓаните се спуштени во градот, таму живееле, таму работеле, докато кога сака да се вратат во селата, тоа веќе е невозможно. Затоа како прв приоритет го издвоивме инфраструктурата. Во тој дел мора да се работи што поскоро и што поинтервентно и поопфатно. За таа цел те сакавме многу да правиме празни ветувања и нашава програма ја сконцентриравме на тој начин да биде план за работа, односно по освојување на локалните избори да пристапиме кон брзо реализирање на овие проблеми. Така да редоследно се наредени и искрено таа листа е многу голема. Ке се оди етапно, тие што се со помали должини ке се реализираат одма кракови, улички, меѓутоа тоа е дел каде што мора да функционира како град. Тоа и не го сметам за привилегија, тоа веќе е нормална работа на општината, која тоа морала многу однапред да им го доволи на граѓаните. Нормално да функционираш, да имаш пат, да имаш вода, да имаш одвод, да имаш канализација, нормално како втор приоритет. Добро, во ред, може реплика. Ова ви се во ведните 2 минути се разбира дека ќе влеземе во детали. Има реплика, господин Митовски, повелете. Добро, по однос на констатацијата дека и не е сработено во однос на локалната патна инфраструктура, сакам најостро да демантирам тука, не врз основа на паушална изјава, туку врз основа на аргументи. Доколку го немаат прочитано, еве го мојот отчет за сработеното, во кој што од регистрирана вкупна локална патна мрежа од 70 регистрирани улици, само во мојот мандат се обновени 50 локални улици или вложени во збирно во сума 5,5 милиона евра. Споредбено со било кој период, споредбено со било кој претходен мандат и време, навистина сериозен исчекор во подобрувањето на локалната патна мрежа. 50 локални улици се реконструирани во само еден мандат. Дополнително, оно што го работеше општината е во мојот мандат имаме обезбедено проектна документација речиси за сите селски средини. Нема и не постои село во кое што сега и денеска општина Крива Паланка не поседува и нема обезбедено проектна документација која што е сериозна можност во следниот период и да се пристапи кон обезбедување и на финансиски средства. Имаме обновена патна селска мрежа по речиси 40 години во неколку клучни и поголеми села. Ке имаме можност се уште да разговараме за ова. Контрареплика, имам простор. И не би се согласил со актуелниот градоначалник од причина што ние ќе бидеме конкретни. Кога се обидовме да ги посетиме луѓето, во село Борово не можевме да излеземе, нема пат. Во село Коноплица нема пат. Село Мартиница нема пат. Село Метов има руиниран пат. Село Луки има уништен пат. Село Огут има слечишта, не среден пат. Многу села, да не ги набројам. А во ред, точно дека имаше многу проекти во тој дел од инфраструктурата, меѓутоа мора да потсетам дека тие проекти 70 до 80% се започнати во време кога општината ја водеше ВМРО ДПМН, првешниот градоначалник Арсенчо Алексовски направи бум во инфраструктурата, тогаш ова се проекти кои се довршува. А веќе во делот како пред 8 години започнати проекти, значи во 8 години реализација на ако разговараме за реализирани проекти кои се ставени во очетот,
Ако имаме простор, би отвориле темати за квалитетот на изработката. Ние сме разочарани од квалитетот на изработката на таа инфраструктура. Таа инфраструктура само што е направена и руинирана за неполна година. Уништени се улиците. Ке збориме со конкретни пример. Улицата каде што живеам, 17-та македонска бригада. Да бидам искрен, во еден период кога почна да се прави, сочувствувам и се соживувам со луѓето кои страдат, личеше на газ. Да. Тоа беше ископани улици, уништени. Тоа наликуваше на место од некое украинско градче каде што се најзборат најжестоки борби. Бидејќи гледам дека во ова прашање сме недоискажани, јас малку ќе го сменам форматот, ќе продолжиме на истава тема. Митовски, Добре, на мојот противка на топло ќе му препорачам и ќе му го дадам одчетот да го погледа. Ви давам на вас само да кажам за режија, ви давам 2 минути сега на вас и потоа вие повторно 2 минути. Да. Спомнувам се проекти започнати во времето на претходниот мандат, кога ВМРО била дел од локалната власт. Која нелогичност, значи 8 години се градат патишта. Напротив, јас зборувам конкретно со аргументи, со примери. Луке патот го спомнавте, реконструиран и обновен во 2022 година. Инвестиција обезбедена од владата преку општина Крива Паланка. Огут Нерав, обезбедени финансиски средства исто така од општината преку јавното претпријатие за државни пати. Денеска обезбедени финансиски средства до село Нерав. Најоддалечените села кои што се во градот се обновени во само еден мандат. Дополнително она што го споменав, општината работеше на обезбедување на проектна документација. Денеска ја гордо можам да кажам. Конкретно, еве, имаме листа на обезбедени проектни документации кои што се обезбедени во еден мандат. Во било кој споредбено период, споредувајте колку сакате. Ова се резултати кои што се преточени тука во овој одчет. Општински одобрени издадени само во мојот мандат преку 60 проекти на издадени одобренија за градење. Во вашето време, да ви ги кажам, од 15 одобренија за градење има издадено општината, а тоа јасно ја пресликува работата и на општината и на општинската администрација. Во само еден мандат 60 општински одобренија. Споредбено со било кој период. Споредувајте, ама тука ова е најгласниот говорник, зошто ја бараме довербата и како имаме работено во изминатиот период. По однос на вашата констатација во делот на квалитетот на градба. Да, квалитетот можеби некаде бил спорен и се уште спорен, ама веруете, ја цврсто стоам тука. Најголемиот поборник за квалитетот на градба сум бил лично јас. Лично јас, секојдневно присутен на терен, секојдневно и со изведувачите, и со надзорот, и сум бил буквално на страната секој ден на граѓаните. Да, добро, Митовски, Алексовски, повелете вашите 2 минути. Во тој истиот дел ќе продолжам во кој контекст. Искрено не се согласувам со градоначалникот. Да, програмата е прокламативна, убаво направена со фотографии, со слики, меѓутоа таа програма треба да се однесе на граѓаните, да речеме од село Борово, да речеме од горниот дел на село Конопница, да речеме на село Мартиница, Дурачка река, Станци, Метов и многу други села. Еве Луке, десен крај Трново, останати села Жедилово. До Луке кој го реконструираше патниот, клучниот патен правец. Сега ако можем да се дадем. Значи не можеме ние тука да зборуваме за реализирани проекти. Треба граѓаните да го кажат својот збор за реализирани проекти. Не се согласувам. Луѓето се незадоволни. За село Дурачка река, за Станци веќе потпишен договор, се реконструира патниот правец. Ама не е да договор не значи кога збориме за квалитет, јас зборам за неквалитет. Да се разберем. Тоа е слабоста локалната самоуправа. Она го распишала тендерот, она побарала изведувач, она го избрала изведувачот, она подпишала договор како ќе се врши динамиката на реализацијата. Не може, несвојствено е, година и пол се правеше патот 17-та македонска ударна бригада улицата. Беше кал, беше дупки, се искршија колите, се уништија фасадите. Централното градско подрачје, година време ние кружевме, ние немавме пат. Улица Македонска, во Багал. Ќе ви дам. Викам, тоа беше страшна гледка. Тоа не наликуваше на нормална градска средина. Факт е дека градоначалникот може би имал удел, меѓутоа изведувачот тој го избра. Неговата Не го ја бирам изведувачот, извинете, значи изведувачот има јасни правила на кој начин се... Она го распишала тендерот и ги договорила моменти динамиката на изградба. Она одговара за квалитетот. А зошто е прифатен тој неквалитет? Значи сите улици се уништени откако се направи. Еве ви зборувам 17-та македонска бригада. Во почетниот дел целиот асфалт е издува. Луѓето имаа проблем кога се гради улиците мора да стојат во своите дворови за да не има навртат водата во нивниот двор, за да не им го изместат тротоарите. Беше катастрофална гледка, имаа проблеми.
И затоа добро е да појдете таму и да им објасните дека еве го очето ви направи улица. Не се согласувам, тоа е неприфатливо. Добро, Да, Митовски, вака, вашите 2 извинете, минути, да. значи првата констатација на мојот против кандидат беше дека не се градило. Сега зборуваме дека се градило, ама лошо се градило. Значи да се одлучиме Лоша градба и незаконска градба не е градба. Како Тоа е диво незаконска- градба и тоа е лоша како градба. незаконска дивоградба. Па ако има незаконски дивоградба, ја ве охрабрувам, еве уште денеска од ова студио да излезете и до сите Па се менува проектите неколку пати се менува. Ја бев на лице место, зборувам Кои проекти за што се сум го видел. менуваат? Нема тука шахтите, канализационите шахти беа покриени со асфалт и денеска. Јас својата сум ја морал да сум ја разбил асфалтот за да ја отворам на улица. Хидроудричните шахти се затворени со асфалт. Мора да го разбиете за да дојдете до шахта. Не дај Боже, тоа се треба се подни цистерна против пожара. Тука треба се вклучи црево за гасење пожар. Тоа е асфалтирано. Шахтите се асфалтирани. Одводните шахти кои треба да ја соберат атмосферата да се делат по селската вода, беа асфалтирани тие. Место да бидат и чисти да се постават нови решетки, беа асфалтирани. Па повторно се кочеше проектот. Значи 5 пати се изменуваше проектот. Тоа е незаконска градба. Не знам, може би е како законска. незаконска градба? Проектот се менуваше 5 пати за година и пол се правеше улицата Саши. Да бидеме реални. За која Павлачка која? улица 17 македонска. Па да, претходно се решаваше и едно- горечлив проблем на граѓаните. Не, Промена на падот беше атмосферска, фекална канализација и проблем кој што беше Ама натоложен не повеќе својствено е во од центар на град 20 година време да немате централна улица. Ние моравме да кружиме. Па добро, може и тука, еве, сакате ли, Нека извинете, одговори, да. колку партиски представки напишаа вашите сопартици за да ја блокираат реализацијата на централната градска Не се улица? согласувам. Како не пасуиме со презиме Што ќе ви значи ги дадам. представка? Представка што Па затоа значи? што неквалитетно се работи, Не, незаконски извинете, се работи. значи вака, сега тука ќе бидам брутален. Прва работа. Проектот не е носител општина Крива Паланка, туку Министерство за Не е проблем, транспорт и врски. Тогаш Втора вие сте работа- требало да го спорите втора ако не е работа- во ред. Да, втора работа. Социјалниот аспект кој што беше многу значаен во имплементацијата на самиот проект, а кој што Министерството го зема во предвид, а истиот како мерка го искористија граѓаните, бидејќи најверојатно добро подучени и подковани, со милион представки го блокираа реализација и блокираа реализацијата на проект. За да денес имаме решение. Проектот беше неквалитетен и нефункционален, Не, затоа вака, го да, блокираа. како не функционален. Луѓето стојат со како- име и презиме, не се Проширена- партиски луѓе, да им смета, се плашат дека Проширена градска улица централ, кој ќе има бенефит и корист од или Ама штета тоа од се треба истата. да го решите однапред. Не може Как? да почнете да рушите, а луѓето не знаат дека ќе им градите во Добро, Извинете, може ли само значи, вака, гледа, за се бидејќи, ова, знаете за што, сето, за бидејќи- сето ова, извинете, за сето ова. Ја нема да зборувам паушално, за сето ова има и докази. Повикани јавни средби, одржани јавни консултации, јавна презентација на проектот. Што и кои се очекувањата од истиот? Не Проектот може го не нема. сватли, не сватливо Ама е. проектот го нема. Значи ние Како го асфалтираме нема иста проект? улица. Каде Како? е кружиот ток? Како На може да главната го улица, каде е проширувањето? го нема затоа што беше Добивме блокирано. нов асфалт кој го ставија пред 2 години, сега стави уште еден нов асфалт и одбележи. Извинете, Тоа е значи факт. извинете, проектот е Зошто не успеа проектот? Зошто? стоперан и блокиран од представки Ама, ќе од бидеме граѓаните искрени, од кои што беа граѓаните. политички измотивирани. Не се политички измотивира. Ако вие како станувате не? са бали и доаѓа бе, ја машина имам- во дворот ви копа без да знаете претходно. Како? И викате тука ќе се прави Ама пат. не може јавниот интерес да биде пред личниот јавниот интерес. интерес Знае се мора- кој е јавниот интерес. Градот има проблем со централното градско подрачје со Па ние тесниот прошок на граѓаните го со стопирале тесниот проектот. Никој не излезал да каже дека А ние тоа се имаме 10 граѓани кои што Зошто ви го стопирале ако ме во интерес? Ако мене ми значи тој Затоа што пат и беа го чекам со затоа што година. беа партиски мотивирани Не е за тоа. точно, Да, не е како? точно. Па одите с Па еве презиме, прашувате ќе ви- кружен тек. Ај дајте ми ви одговор зошто нема кружен тек. Па, ама не треба, вие треба ми дадете. Па еве ја ви кажувам, ја ви кажувам нема кружен тек градот затоа што беа политички измотивирани сите Па не представки. импровизирате, оставете ке се направи кружен тек. Зошто го затворите? Веќе тука нема простор да се реновира, да се прави нов кружен тек. Тоа е завршена Вие работа. видите, А сите со значи, тој проект видите на проектното решение, не сум ја проектант, има луѓе кои што се стручни во својата област. очигледно кои не што биле стручни. Добро, може Како? ли, Значи, може ли вие вака сега само кажувате дека проектантите Па, не не се може да го доволно реализирате стручни. на лице место. Митовски, Да, Алексовски, само вака, бидејќи вие зборувате за конкретни работи кои се веројатно познати на граѓаните на Крива Некрено, Паланка, да, јасно. но не се толку на останатите јавност. гледачи кои не гледаат. Еве јас по едно кусо прашање за двајцата. Што е спорно со тој проект, со реконструкцијата на главната улица? Бидејќи еве градоначалникот вели што би било спорно да се реконструира, да се направи Искрено, нова главна улица. И
Што е спорно тука? Зошто се сите тие представки? Ке се Да објасниме за граѓаните, граѓанин кој е учесник во собрание и кој го користи тој пат. Точно, ја поздравивме идејата дека ќе се реновира централното градско подрачје, главната улица. Очекувавме проширување на патот. Значи нова лента, очекувавме пешачки патеки нормални за да се движат пешаците. Добивме исто, само се преасфалтира. Стеснета улица, густ сообраќај, ништо не е решено. Точно, пешачката патека е наместена со бекатон и ништо повеќе. Нити метар, нити сантим не е мрднато од коловозот. Нема трета лента, нема дополнителна лента. Требаше да има кружен тек. Во ред, се согласувам, може би некој го спорил. Може би тој поединец, еден или два, и да ги повржувате со политичка партија, ама не е тоа причината да целиот град трпи заради еден или двајца. Ако вие имате решение, ако тоа е во интерес на граѓаните, по закон за експроприација, ќе најдете начин тоа да го решите. Нема тоа не има приватен имот држава. Па зошто не се реши? Како може да спречи некој да градиш на државен имот, ако сакаш да градиш? Социјалниот аспект Ама на не финансирање. бевме сведоци. Градот ќе знаеш ако има бунт, немаше бунт за тоа, немаше спорови, немаше блокади. Еве, гледаат Кривопаланчин. Нити имало организирано протести, нити имало Како не бунтови, појавам блокади. фотографии, видеозаписи, сите ќе Ја ги не, преложи. ја тврдам дека нема. Добро, Митовски, Да, државно земје. кажете ни вие тогаш Вака, што е оспорено тука, што е оспорувано? Само нели да се навратиме малку поназад. Која беше целта на сето ова? Бидејќи нели јавноста која што е наводно открива Паланка, претпоставам дека не им е јасно што е целта на дискусијата. Во 2021 година еден од клучните проблеми на градот беше сообраќајниот метеж и сообраќајниот хаос на централното градско подрачје. И ние тука се зафативме со решавање на сите тие горчливи проблеми, кои што нели како проблеми знаеме дека и при нивното решавање можеби ќе има и одредена потешкотија. Нели ние нормално како граѓани не сме навикнати на промени. Што направивме ние во самом момент? Испроектиравме две катни гаражи. Прва катна гаража на локација на зелен градски пазар. Втора катна гаража на локација на автобуската страница, која што беше предвидена да се гради по пат на задолжување на општината со земање на долгорочен кредит, кој што за жал од актуелната централна власт беше стопиран пред финалната одлука. Постапка започната од претходната власт, изнесена буквално до самиот крај и кој што градот денеска требаше да има и втора катна гаража, со кој што ќе обезбедевме повеќе од 600 паркинг места за централното градско подрачје. Втората работа воведување на зонско паркирање за централното градско подрачје или во пакет мерки и проширена градска централна улица, која што ја зафативме со проектирање од првиот ден, со изградба на модерно решение на кружен тек во централното градско подрачје, во пакет сите овие мерки, катните гаражи, зонското паркирање или проширената централна градска улица, буквално ќе беше решение на проблемот на градот. Буквално денеска имаме стопирана катна гаража, донесена политичка одлука, стопирана од владата. Ја бе очет, какви се проекти, кога сите проекти се стопирани. Како, значи еве, катна гаража, кружен тек, се стопирано, а веќе ви стојат во очето дека се реализира. Тие се по закон уредени. Ама не го решивме ние по сообраќајниот метеж, да признаеме дека не е решен. Па не е решен затоа што ги имате блокирано. Значи штета е и тоа е најголемиот одговор грешката граѓаните кои што ја направија минатите избори со поддршката на никогаш не грешат граѓаните, никогаш не грешат. Затоа што третманот Паланка кој што го имала споредбено со било кого, дај Боже да се повторно да има таква поддршка и третман. Бија сите врати отворени за Крива Паланка и за Кривопаланчани. И затоа денеска сме сведоци на позитивен пример на Крива Паланка по сите параметри. Некако се наметна ова прашање, не одиме по редослед, но еве кога веќе зборуваме за тоа, за вие како што велите дека ве кочат намерно од централната власт, вие Алексовски очигледно имплицирате дека не е така. Тука е прашањето за таа кривична пријава која доби господин Митовски од МВР, не се чини ако не грешам. Ако може во делот тоа што го кажуваше, значи само кратко. Ајде, може да. Значи баш од тој аспект е нашава нова визија за нов концепт. Не може да се прави проекти, мислиме за капитални проекти, да не се во согласност со граѓаните, да они не знаат. Ворете. Затоа овие избори ние нашава програма први ги поминавме сите граѓани, ги прашавме што им треба и што може и каде може. Не може стопирана катна гаража
да не се впуштаме, спорна е локацијата, сите ја регираат локацијата, се уништува зелениот пазар, се прави катна гаража на тоа место. Како се Другата катна гаража добиваме покривен зелен градски пазар, се уништува сега, зелен. не можеш да правиш малку кружен нелогично, ток на државно земјиште, а имаш проект дека си го режал сообраќајниот метеж кој уште поголем, верувајте уште поголем. А зошто го затворивме тој проект? Ние ја направивме улицата. Ја направивме пред месец ден, а година време беше раскопан. 5 работници работеа на таа улица. И ништо не реши. Значи таму мора да признаме проблемите уште не стојат. Затоа и реагира на сега може ли вака? Добро, ајде Имате контрареплика. информативна градежна табла. Прочитете и добро информирайте се кој е носител на проектот. Дали општината или министерството. И овие сите констатации кои што сега ми ги кажувате на вашиот министер да отидете да им ги кажете. Не може да гради никој. Општината е контролор, може би не е носител. Општина Крива Паланка е корисник на проектот. Носител е Министерство за транспорт и врски преку Светска банка. И сите овие констатации за вака. Ама ако ја дадеш локацијата од канцеларија по моја желба, а не ги прашаш да дадете, нормално дека има проблем. Тотално неинформиран. Значи, ова е тотална неинформираност. Проектната документација за централната градска улица е реализирана во соглас со консултанти од Министерство за транспорт и врски. Дали е проширена? Извинете. Дали е пофункционална? Дали е решен проблем? Консултанти од Министерство за транспорт и врски и консултанти од финансиерот Светска банка. Општина Крива Паланка за проектот јасно, децидно тврдам. А информирајте се, најголем аргумент е градежната информативна табла во која што стои инвеститор, Министерство за транспорт и врски. Општина Крива Паланка е само корисник на проектот. Вие блокиравте проект на вашиот министер. Не на општина Крива Паланка. Сметајќи дека ќе направите на мене лична штета. Не треба да читам на областна табла и треба да излезам и да ја видам улицата. Да, вие не направивте штета, ама ние општина Крива Паланка немаше апсолутно ништо со тоа. Митовски, Лексовски, може ли вака, ајде малку да се мрднеме од улицата од правост. Ќе излезе цела емисија за улицата. Да, нема проблем. Да, тргнав да ве прашам. Значи, кривичната пријава која ви е поднесена за злоупотреби дека сте дозволиле доизградба на објект без важечко одобрение. Вие кажавте дека тоа е политички прогон од страна на централната власт. Да, апсолутно. Тоа се смешни кривични пријави. Значи, смешни кривични пријави, дефокус мој личен од мојата секојдневна работа за градот и за граѓаните, дефокус на јавноста, при тоа, земајќи ги во предвид сите претходни анкети кои што ги направи ВМРО-ДПМНЕ на локално ниво, во кој што јасно и децидно се кажуваше задоволството од граѓаните кон мојата работа и работата на општинската... конкретно за пријавата? Значи дека сте дозволиле доизградба на објект без важечко одобрение. За кој објект се работи? Видете, правото, односно промената на инвеститор, не значи дозвола за изградба, значи погрешно толкување на законот. Затоа жално што се уште помина 3 месеца 4. Јас се уште немам покана од јавното винисо. А за кој објект се работи? За приватна инвестиција на приватен собственик. Мене уште повеќе ме загрижува. Кога сме тука пред целокупната јавност, зашто се уште немаме кривична пријава за собственикот, односно за директорот на рудникот Тораница, каде што имавме загадување на Крива река и загрозување на здравјето и безбедноста на граѓаните на Крива Паланка. 8 месеца обвинителството молчи за таа кривична пријава. Или зашто немаме кривични пријави за Изет Меджити Чаир? А имаме смешна кривична пријава која што е апсолутно сум чист, апсолутно и пред Бога и пред закон, за промена на инвеститор. Политичка тортура од опасноста од изборниот резултат кој што би се случил на 19 октомври и од сите анкети кои што не една, 4 направија во Крива Паланка, за да на крај ги сумираат сите резултати од сите 4 анкети во предноста која што ја имам пред ВМРО-ДПМНЕ во Крива Паланка. Да, Алексовски, во однос на овие обвинувања за злоупотреби кон градоначалникот? Знаеш, во тој дел мислам да биде малку воздржан, ама кога градоначалникот веќе си даде слободно он да одговори, ќе кажам дека искрено, пак сепак, почитувајќи пресумцијата на невиност, најодговорно тврдам дека нема политичка мотивација. Најодговорно тврдам и ако ми дозволите ќе пробам на кратко тоа да го образложам. Че не се работи за една кривична пријава. Ние коментираме една кривична пријава. Меѓутоа, таа кривична пријава злоупотреба на службена положба и овластување. И тоа е за пониските раководители во општината. Градоначалникот мислам дека е за несовесно работење. Веќе е блага форма.
кривичните пријави се во постапка, предпоставам, пошто каже дека него повикале обвинителството, најверојатно се во предистражна или истражна постапка. И сега малку е некоректно да одиме со детали, пошто ајде ке зборуваме за оние информации од јавен карактер кои ги имаме. Значи се работи за кривична пријава од граѓанин. Која е мотивацијата политичка ако него незадоволни од граѓанин кој пријави? Не, извини, не од граѓанин, од Мовара. Јако што знам од Мовара. Мовара е поднесена, до Мовара има представка од граѓанин кој е измамен, кој добил дозвола да гради и отпосле е стопиран. Значи да не навлегуваме во детали. Мовара, знаеме дека Мовара е истражен орган. Меѓутоа Мовара нема да ви поднесе кривична пријава ако не е во консултација со обвинителство и ако не добива насоки од обвинителство. Граѓанинот пријави во Мовара, каде да пријави? Дека е измамен, добил дозвола за градба, кога почел да гради го стопирале и сиви инспектори што му ја дале. Пак викам, не навлегувам во суштината, пошто е малку осетлива проблематиката, се уште предпоставам истражна постапка. Видете, ајде да зборуваме за кривичните пријави кои се за Чекај вака, значи за само тука да се подкуп, правото кои се уште активни. Да зборуваме за уште две кривични пријави поднесени од него со партијец, близок другар, за злоупотреба за такси превоз во училиштата. Такси, извинете, такси превоз не врши учили. Во ред, имате кривична пријава. Знае се кој го организира школскиот превоз. Вие го организирате. Да, школскиот превоз. Меѓутоа имате од ваш другар кривична пријава, две. Тоа е точно. Не сме ги ние поднели. Видите, школскиот превоз не може, а од друга страна, обвинителството ако оценило дека нема основи, значи во првиот момент е отфрдило, дека се оградило. Се уште се активни. Не смеам да зборувам, спремем се на таа тема, меѓутоа ради само сакам да порачам тука и на јавноста и на политичките структури инсталирани во МВР. Напротив, нема да ми исплашат. Нека поднесуваат паушални кривични пријави колку и да сакат. Не се работи за одговорност. Каква одговорност за промена на инвеститор кривична пријава? Па во кој свет живееме? Прашете било кој не се работи за промена на инвеститор, за промена на прашете тие кои што го имаат пишувано законот за градење. Значи за сето ова добро информирани сум поткова. Законот за градење стои јасно и децидно. Ама не се само вие обвинете, се обвинете целата администрација во киното. Смешни. Не се смешни, сериозни се. Не. Тоа е неодговорна работа. Не. Тоа е злоупотреба. Тоа е неодговорна работа и тука нема да има толеранција. Апсолутно. Значи тоа е самата кривична пријава за злоупотреба на службена положи овластување. Каква злоупотреба? Промена на инвеститор, злоупотреба. Ама тоа треба предупредителство. Правото на градење е загарантирано уставно право, за кое што промена на инвеститор може да се случи во било кој период. Без притоа да има удел во одобрението за градење. Не се согласувам. Ја добро пред да дискутирате по однос на самата проблематика, за сето ова сум добро претходно информиран со професор од градежен факултет кој што го имаат пишувано законот за градење. Ја затоа денеска апсолутно велам. Дали сака да каже дека наивно и обвинителство и полиција не го знаат законот за градење? Обвинителството се уште нема постапено. Зошто не се произнесе? Обвинителството се уште не постапено. Затоа што МВР, затоа што МВР пишува паушални пријави. Затоа што мора да одработи затоа што тие инспектори мора да одработат денеска партиски Добро, ајде да предеме малку на друга тема, економија, вработување, локален развој, за тоа не разговаравме речиси воопшто. Еве прашање за Митовски, прашањето ќе произлезе од друго обраќање на Алексовски, каде што тој вели дека во изминатиот период не е донесена ниту една нова инвестиција и дека фабриките и дека постоечките фабрики се затвараат. Што работи Крива Паланка на привлекување на странски инвеститори? Што е направено досега и што ќе правите? Добро, видите, некој зборуваме за привлекување на странски инвестиции, а од друга страна... И се извинувам, не само странски се разбира, и домашни. А од друга страна, нели, домашни инвестиции, јакнење на локалната економија. Денеска не може да разговараме доколку претходно општината не ги створила сите услови за да привлечеме или да добиеме некоја си одредена инвестиција во градот. Во изминатите 4 години Крива Паланка се градеше и се менуваше. И денеска сме сведоци на град кој што е различен од пред 4 години, кој што беше клучен пред услов за да донесеме или да работиме на привлекување на инвестиции. Од друга страна, сакам да нагласам, сите они крупни капитални проекти кои што беа како поддршка од централната власт, а тоа е поврзувањето и обновата на државната патна мрежа, изградбата на
државниот пат, експресниот пат Страцин Крива Паланка. Клучен предуслов за поврзување на Крива Паланка со главниот град. Реконструкцијата, рехабилитацијата и проширувањето на патниот правец Крива Паланка кон Деве Бар. Две клучни артерии кои што беа предуслов за Крива Паланка патно да се поврзе за да можеме денеска да разговараме и за привлекување на инвестиции. Дополнително она што општината го правеше. По речиси 50 години, ние сме единствената општина во кој во последните неколку години има донесено генерален урбанистички план на градот. Генералниот урбанистички план е основа за развој на градот. Основа за да разговараме за нови инвестиции кои што отпосле со нови детални урбанистички плански документации ќе може да со самите намени да утврдуваме нови локации и маркици за да разговараме денеска на привлекување на приватни или пак странски инвестиции. Се согласам, точно. Ја ги слушам и коментарите од моите граѓани дека да, доволно се градеше, се менуваше, дека сега во моментот во Крива Паланка им треба некоја инвестиција. Оно што можам да денеска да го гарантирам дека во следниот мандат ќе ја насочиме нашата енергија таму. Добро. Ќе ја насочиме затоа што сметам дека денеска имаме изграден град кој што останува нели во следниот период по однос на сите оние проблеми кои што се добро познати и на мене лично и во мојата изборна програма се вградени како такви, да ги работиме на обезбедување на финансиски средства за реализација, но во друга страна ќе треба да се троши многу повеќе енергија и фокусот на нашата работа да биде во привлекувањето на инвеститори кои што ќе можат тука да вложат во Крива Паланка. Алексовски, вашиот план, вашата програма на истата проблематика? Во ред, се обидов да не го прекинувам ради... Или сакате реплика? Не, во ред, не, се обидов да не го прекинувам затоа за да имаме малку смисла и емисија и каков континуитет. Само малку ќе се навртам, значи ги спомна анкетите, најодговорно нити ВМРО правило во Крива Паланка, анкетите се замарало со анкети. Ние чувствуваме климата кај граѓаните, ние имаме силна подршка од граѓаните. На 19 ние знаеме кој ќе победи. Тоа е ВМРО ДПМН. Анкетиве не победуваат, анкетиве не гласат. Какви да биле. Одиме кај граѓаните да ја доловиме нашава програма за да ја побараме поддршката. Точно. Вториот сегмент нели после инфраструктура да сите ја посочија локалниот економски развој и економијата, која е еден од битните предуслови за намалување нели на напуштање на младите луѓе од Крива Паланка и селување во западноевропските земји. Да, како што и вие спомнате, кажуваме дека во последните неколку години се уништени сите економски капацитети. Нема фабрика во Македонија. Инвестициите не може ние сега да викаме дека со донесување на генералниот урбанистички план ќе створиме услови. Тоа се нареди 5 години, премногу е касно. За таа цел, ние како ВМРО ДПМН и како кандидат на ВМРО ДПМН во договор со централната власт, ние веќе преговараме за инвеститори. Веќе имаме сериозни преговори. Инвеститорот мора да дојде утре. За 2, 3, 5 години ќе е касно. Имаме стратешка положба на коридорот 8. Благодарение на централната власт се убрза до изградбата на пратиот правец Страцин Деве Бајер. Ни значеше, се градеше, меѓутоа факт е дека минатата година се убрза и се пушти во употреба. Со тоа што интензивно се работи на железничката пруга која исто така ќе овозможи побрз економски развој на самиот град. Со самата инфраструктура, пропратна инфраструктура. Веќе ви кажам, работиме на тоа дека сериозно мора да се најде и бараме помош. Бараме помош од владата и ја имаме таа помош. Ќе бидам стрплив да уште некој период, мислам дека за кратко време ќе имаме конкретни предлози со имиња на инвеститори, домашни и странски инвеститори кои сакаат да инвестираат во Крива Паланка, за да се отворат нови работни места. Меѓутоа инвеститори кои ќе имаат со солидни услови за работа, кои ќе дават и солидни услови за работа со граѓаните. Од плата, нормални услови за работа, со платени придонеси, сето тоа да биде функционално и законски, како што треба да биде, за да и самите граѓани бидат задоволни од таа услуга. Митовски, како заврши сагата ваша со парите од унгарскиот кредит? На почетокот имаше нешто спорно, па потоа кажа, ми се чини дека треба да дадете некој нов проект или преправка. На крај ги добивте парите, ги реализирате ли? Само претходно по однос на анкетите, сакам пак да демонтирам. Значи, не една 4 анкети се прави. Тоа се сведоци, криопаланчани се сведоци, значи при телефонското анкетирање. Последната анкета беше на 1116 испитаници.
во кое што најверојатно и тогаш нели 4 различни имиња се вртеа за да денеска имаме. Тоа се интерни анкетни партија да избере кандидат, тоа нема врска со вас, тоа се прави. Ма не, тоа да не се правело рейтинзите меѓу вас и ВМРО, да. Тоа се внатре партиска анкета за собствена. Како мене ми имат анкетирано, па не само вас, има 5 луѓе од вашата партија. Ме имат анкетирано анкетари кои што се не само вас. Ангажирани од значи се имат правено анкети. Да заклучиме 5 луѓе од ВМРО, тоа не е анкета помеѓу дека се имаат правено анкети, дека не е точно дека не е инсинуација, значи анкетата на ВМРО ДПМ е била со 3-4 имиња од СДС, пошто вие веќе бевте како номиниран, со 3-4 имиња од коалиционите партнери на ВМРО ДПМ и со 3-4 имиња од ВМРО ДПМ. Сериозна анкета во која е направен изборот за кандидат. Тоа нема врска со рейтинзите. Кажавте дека нема правена анкета, дека вредостојано на гласот на граѓаните. Таа нема врска со како може телефонски мене да ме анкетира, ако било интерно. Сите граѓани се анкетирани. Па значи не интерна, друга интерна. Потребите се на ВМРО ДПМ за избере кандидат. Значи се правела анкета, значи 4 анкети беа правени. И таму убедливо водиме, бидете спокојни дека таму убедливо ве водиме, не е проблем, таму убедливо затоа што ги имам информациите. Па не може да ги имате, верувам. Да ги имам информациите, не води убедливо. Можете да изнесувате невистина, тие информации ги има тој што ги наручил. Не води да, добро, убедливо. ова ви го сметав како реплика. Ајде сега на прашањето за унгарскиот кредит, ги добивте ли на крај парите, ги користите ли за нешто? Да, ги добивме парите кои што се утврдени согласно законско решение. Значи тие пари не следуваат како општина по број на жители, по вредност, нели, утврдена која што методологија претходно со законско решение по 43 евра, ако не се лажам, по број на жители, Паланка има 18.000 жители и врз основа на самите тие денеска имаме нели добиено негде проекти во вредност од 2,5 милиони евра, во кои што реализираме 4 проекти. Изградба на катна гаража на локација на градскиот зелен пазар, реконструкција на постоечкиот локален пат кон Калин Камен, реконструкција на централната градска улица и изградба на спортски трибини. Што сакам да нагласам тука? Жално е што ние како држава се задолжуваме за реализација на такви проекти во кои што отпосле по условите кои што беа и веќе се добро познати на јавноста, ќе мораме како држава и следните генерации да ги враќат. Зошто ги прифативте? Извинете само да се докажам. Општина Крива Паланка е пример во државата како може да се имплементираат проекти без при тоа општината да се задолжува. Ние со самата местоположба, која што дава сериозна предност, работиме на европски проекти и европски програми, кои што во моментот имплементираме 6 проекти, во вредност повеќе од 2 милиона евра. Со Косово, со Бугарија и со Србија. Без да се задолжуваме како општините може да имплементираат проекти. Сметам дека тука требаше многу повеќе и подобро да се насочи енергијата и централната поддршка на општините да работат на опремување и зголемување на капацитетите на општините за да ги користиме тие можности кои што стојат на располагање, а не денеска да зборуваме за кредит кој што ќе мора да го враќаат нашите следни генерации. Да. Добро, Алексовски, вие кога почнавте со инфраструктурата, со патиштата, што тоа не е направено, вас ќе ве прашам што вие би направиле, што е во вашата програма? Искрено, за прва година предвидуваме две клучни проекти со кои би сакале тој дел малку да го растеретиме со гужвите во сообраќајот. Како гужви можеби не се толку проблематични. Проблемот е што се огрозува безбедноста на учесниците, а пред се на пешаци. Во нашиот случај пешаци се во главном деца, ученици, кои се секојдневно учесници во тој сообраќај. Затоа предвидовме два проекти со решавање на баш на најгорливите прашања во тој дел на сообраќајот. Предвидовме изградба регулација на текот на Дурачка река со продолжување на патот Никола Тесла до Маневски мост по левиот брег, каде што веќе ќе се растерети најтесното грло во градот. Тоа мора да го направиме. Тука се гимназијата, тука се ученичкиот дом, тука гравитираат многу луѓе, постојано е гужва во сообраќајот, доли и непреодни, во некои моменти непреодно, мора да се чека и по сати за да можете да заминете со возило. И секако решавање на еден од најголемите проблеми пак за безбедноста на учениците, тоа е сполјување на главната улица Свети Јаким Осоговски со магистралниот пат А2 кај местноста Бегови Бавче. Значи на потегот од деловата зграда на Македонија пат со улично решение и со мост преку Крива река и со
семафорско решение на крстосница според сите законски регулативи за регулација на сообраќај. Сега имаме диви приклучоци, каде што се избегува, нема никаква нити вертикална, нити хоризонтална ознака, нема нити правила на движење, кој како ќе стигне. Многу е доведено во прашање безбедноста на учесниците во сообраќајот и мора се да интервенира во тој дел. Затоа тие два проекти ги предвидовме за наредната година и тие сигурно ќе ги реализираме пошто се за сите нас. Да. Добро, да, може. Сега, не можете да предвидите проекти кои што претходно за истите ќе треба да се обезбеди проекта документација за да кажете дека ќе ги имплементирате на почетокот на првиот мандат. Значи тоа треба да знаат граѓаните дека е лага. За такви крупни капитални проекти временската рамка за проектирање е најмалку една година. Значи во идеални услови е најмалку една година проектирањето, затоа што се работи на идеен проект, основен проект и проект за инфраструктура. Самите постапки, самите по себе постапки, поготово проектот за урбанистичкиот за инфраструктура, најмалку трае една година, најмалку во идеални услови. Мислам дека сега тука е веќе свесно опонирање, ако ми дозволите само реплика. Само сакам да ви кажам, тоа мора да се реши. Да, сакам да ви кажам дека не можете да збориме дека за една година ќе имаме решение. А за како проектирање кога не се функционални унгарски кредита, веќе првиот ден потрчавме со милион проекти и не вратија затоа што не беа средени, а не ги сакаме пари. Не, како извини, не. И после единствена општина 4 проекти тие се во ред. Тука најодговорно тврдам, единствена општина во државата. На 17 февруари беше објавен повикот од владата на 18. Па зошто ги прифативте ако се лоши пари? Тие не се мои пари, тие се на граѓаните. Не сакам такви пари да ги платим граѓаните. Па тоа се проекти на граѓаните, ниту се мои, ниту на граѓаните. Ги прифативте. Фала Богу дека ќе ги прифатиме. Се работи за решавање на проблеми на граѓаните. Добро, за нас вака не истече времето, затоа еве вака ќе ве замолам на крај по 1 минута и 20 едно завршно обраќање како една порака за престојниот прв круг од локалните избори. Митовски. Да. Добро, доколку ја добиеме довербата, она што можам да го гарантирам, она што можам да го ветам на моите криопаланчани, дека во следните 4 години со апсолутното мое познавање на општинските работи, периодот кој што ми даде солидно искуство да ги научам сите општински постапки, верувам дека се на сериозна и солидна предност во кој што ми дават за право да кажам дека во следните 4 години Крива Паланка можеме да ја направиме тоа што е пубава од денеска. Ние покажавме како може и како треба во само еден мандат градот да ни се промени и она што можам да го ветам пред моите криопаланчани, работа посветена за градот, работа посветена за граѓаните, работа со многу енергија, труд, волја за да Крива Паланка си ја направиме уште побава од тоа што е денес. Да, благодарам. Алексовски. Благодарам. Први пат кога им се извинам на граѓаните, можеби емисија беше со друг концепт да изнесува проекти, малку настана како дискусија, меѓутоа мислам не е на одмат, значи им го одземавме времето во погрешна насока, меѓутоа ги повикал граѓаните исто така сериозно да ги сватат нашиве забелешки дека ние сме сведоци дека нашиот град во еден период стварно беше убав град, беше само централното градско подрачје. Имавме прекрасен плоштад со многу цветиња, чистиње на главна улица. Тоа сакаме да го пренесеме низ целиот град. Што се понезаслужни граѓаните од малата приградските населби од целата во однос на оние привилегираните од централното градско подрачје. Значи, сите проекти, нашава програма е фактички план за работа. Ќе ја реализираме со помош на граѓаните. Нема да бегаме од нив, ќе бидеме отворени и за секој проект ќе бараме одговорност од самите нас и од сите кои учествуваат во тој проект. Нема да дозволиме на незаконски начин да се трошат парите. Се надевам дека нема да биде пракса да еден градоначалник одговара со неколку кривични пријави за злоупотреба. Тоа е веќе недосмислено. Политички пријави. Овозможувајќи и понатаму да работи, вие му давате поти да го повтори делото. Тука веќе сериозно навлегуваме во јавнообвинителските нели овластувања. Затоа ќе бидеме собрани, значи дајте ни ја довербата, а верувам дека ќе ни ја дадат довербата, ќе ги правиме проектите транспарентно, нема да имаме проблем од опонирање, кочење на проекти, блокирање. Мислам дека доколку граѓаните сами учествуваат во изградбата на тие проекти, реализацијата на тие инфраструктурни проекти, нема да имаме проблем од тој аспект. Затоа најбитно ни е да излезат сами. Најбитно ни е да ги оставиме, кога се подрима во овој период да ги оставиме сами да одлучуваат. Нема да вршиме политички притисок. Нема да ги тераме да гласаат за нас. Направете споредба. Видете како се одвил градот. Вие ни рековте дека градот има проблеми.
точно централното градско подружје беше уредено, така ќе биде целиот град во наредниот период. Сите заедно тоа ќе го направиме. Добро. Ви благодарам. Добро, ви благодарам на двајцата за учество во ова конструктивна дебата, со среќа на двајцата за локалните избори, па ќе видиме, можеби ќе се видиме повторно и во вториот Фала. круг. Ви благодарам. Благодарам за поканата. Со ова го завршуваме првиот дел, дебата за Крива Паланка. Продолжуваме со дебата за Крушево, веднаш после паузата.